Почитувани, добра вечер. Во вечерашното издание на 15 минути разговараме со новинарот и поет Ѓорги Калајчиев. Овој пат му го земав местото, ова е вообичаено негово место во ова студио на ТВ Канал Вис, меѓутоа и во оваа емисија. Така, меѓутоа ете имаме повод да позборуваме како со соговорник и тоа многу убав повод. Ѓорги, пред се добра вечер, добре дојде во оваа емисија. Многу ми е глупо. Добро ве најдов. Добро ве најдов. Ти благодарам за поканата. Јас би сакала, навистина ми е чест што имаме можност да зборуваме за ова наш колега, нели еден од најстариот вработен во оваа телевизија, што се закити со едно вакво признание, што е и повод да зборуваме за во оваа емисија, а тоа е годишната награда на општина Струмица за особен придонес во книжевноста и во литературата воопшто. Ѓорги, може ли да на почетокот да ми кажеш, знам дека и ова излитено прашање како се чувствуваш и што значи. Меѓутоа, еве, по втор пат ја добиваш наградава во твојот творечки живот, па еве, каква е разликата пред 20 на години и сега? Така, искрено да ти кажам, не можам да направам споредба заради тоа што не знам како сум се чувствувал пред 20 Си заборавил? Па да, 20 години се многу години, во секој случај сигурно и тогаш и сега среќен поради оваа награда. Од проста причина, знаеш, како велат во Евангелието, во својата земја, како беше тоа, секој е пророк, никој не е пророк во своето село, во својот град, во својата земја и така натаму, нели, секогаш луѓето повеќе се ценат надвор од местото на своето живење и кога тоа се демантира на еден ваков начин, тогаш тоа е навистина убаво, кога јас и во обрекањето на самата свечена седница на Советот на општина Струмица по повод денот на заштитниците на Струмица, Свети 15 вериополски свештономаченици, нели се обратив пред публиката и се заблагодарив од името на тројцата добитници на годишната награда и реков дека во животот, во кариерата сум добил повеќе награди од разни области, не знам, и како афористичар, и како есеист, и како литерат, и како пишуваш на текстови на естрадата, па дури како сценарист на филмско сценарио и така натаму, па и најпопуларно лице во Македонија во делот на локалните медиуми и така натаму. Но, кога ќе добиеш награда од својот град, во градот во кој си се родил, си пораснал, кој градот кој ти овозможил да го правиш тоа што го правиш на најубав можен начин, тогаш таа награда навистина вреди. Среќен сум поради тоа. И навистина не знам да направам разлика меѓу таа прва награда пред 20 на години, тогаш од рацете на тогашниот градоначалник Киро Јанев, сега од рацете на сегашниот градоначалник Костадин Костадинов. Убаво е чувството за нешто што најдобро знаеш да го работиш, јас мислам дека тоа најдобро знам да го работам. Инаку ќе да поправам, нели, ме најави како новинар и книжевник или поет, сепак водител и поет. Добро, и во водењето на емисиите тоа се сепак и од информативен и од забавен карактер, така што јас секогаш би го задржала моментот на новинарството и информирањето на јавноста, особено од големиот плејада на настани кои што овде се случуваат и за кои што се дебатира. Ѓорги, што имавме оваа година сработено, што беше како подлога за добивање на оваа годишна награда? Ние зборувавме, меѓутоа еве сега да ги наброиме, дел од наградите, дел од признанијата, учествата, книгата која што излезе и кој што навистина те издвоија од останатите кандидати. Вака, не ми се допаѓа она сработено. Кога велам дека се добива награда, нели, за вложен, можам да кажам како валоризација за вложениот труд. Ти си поетеса, ти си креативна личност и ти веројатно знаеш дека тоа не е некаква
работа во која се вложува не знам што. Тоа е нешто што сами си го причинуваме задоволството да бидеме креативни. Тоа е задоволство. И кога за задоволството добиваш друго задоволство, а тоа е наградата, тоа е нешто прекрасно. Но, знаеш, само би те прекинала во еден момент. Сега, дали ти го сметаш тоа за труд, за некаква, не знам, сработена работа? Тоа е интелектуален труд. Меѓутоа, еве, имаме секој за себе може да зборува. Има периоди во кои што нема некое обемно творештво, период на творечка суша. Меѓутоа, во оваа година тоа не е случај со тебе. Имаш награди за нови творби, за нови песни, значи и творечки си бил плоден. За таа во тој контекст ми е сработеното, а не во контекст како некој производ кој што во некоја друга дејност би бил излезен. Знаеш, се има своја предисторија, се има своја предигра, па така и ова 2021 година, која можам да ја оценам како исклучително успешна, а по логиките на нештата, пред 2021 година беше 2020 година, година која ја карактеризираше тој почеток на пандемијата од COVID-19, во кој сите бевме збунети, исплашени, подзатворени дома и така натаму. И тогаш се случија некои нешта, тоа се онлайн средбите, фестивали и така натаму, повеќе читања и така натаму, во кој дел од нив беше и ти. Дел, на тој начин се отворија некакви хоризонти, нови хоризонти, нови пријателства, нови контакти, кои овозможија да бидам активен. И тоа ми даде некаква иницијална каписла да тргнам, да малку повеќе да творам за разлика од порано. Ти ме знаеш многу добро, јас знам да правам, имам вакуум периоди во мојата книжевна кариера, ако можем така да ја кажам. Значи, се случија тие нешта и така во 2021 добив покана да учествувам на неколку такви онлайн поетски читања или фестивали. На тој начин бев објавен во 2 светски антологии, едната на англиски јазик, едната на италијански јазик, и знаеш, Сенца дистанца или како беше другата, не е важно. Потоа следуваше нешто што отвори други патишта, а тоа е мајските средби на словенските творци, кои се случи во градот Бургас во Бугарија, каде што бев дел од учесниците, на кои учество зедоа покрај поети од Бугарија и поети од Хрватска, од Македонија и од Русија. И на тие средби, на кои поминавме многу убаво се дружевме, убаво контактиравме, јас го добив признанието да бидам единствениот од учесниците кој ќе добие книга преведена на бугарски јазик. Така и се случи книгата Нишан, испратив песни од претходната книга, но и некои нови. Тоа се случи исто како со таа претходна книга на бугарски јазик која излезе пред, не знам, 10 години, овој пат во Благоевград. И тоа отвори некои нови патишта. Нишан почна да биде читана книга во Бугарија. Следува објави на мои песни во разни списања, може би ги имаше 6-7 бугарски списања различни. Тоа е тој чекор понатаму. Бев објавуван и во списања во Црнагора, во Хрватска, во Србија, бев учесник и на првата уметничка виртуелна олимпијада, каде што читав своја поезија и така натаму и така натаму. И на крај сето тоа кулминираше со она последна награда која можеби и не влезе во конкурирањето за наградата, тоа беше баш минута до 12. Тоа е наградата по повод конкурсот по повод 200 годишнината од раѓањето на Фјодор Достоевски. Не знам, во конкуренција на поети од целиот свет, од Мексико, Соединетите Американски држави, Англија, Германија, Израел, балканските земји и така натаму, го освоив првото место, станав лауреат. Убав е успехот што на тој надпревар награда зеде и Весна Ацевска во делот на поезијата, а во делот на есеите и Санде Стојчевски беше лауреат.
и тоа исто така многу вреди. А јас за најголем успех во оваа 2021 година го сметам успехот со моето објавување на песни на цела страница во весникот, во еден влијателен, еден голем весник, а тоа е Русија денес, кој излегува во целиот свет, излегува и да кажеме за англиското јазично подрачје, во Лондон излегува како Russia Today и така натаму. Цела страница беше посветена на мојата поезија, со моја биографија, со моја слика и во бев најавен како поет од градот над звездите. Така отприлика изгледаше 2021 година. Имаше многу настани, многу драги. Дури не се секам на сите. Така е. Меѓутоа, колку овие настани, иако се и награди, и признанија, и фестивали, се силен поттик. Меѓутоа, можеш ли да го издржиш ова темпо како годинава и во следниве? И не. Морам да признам дека не. Некако порано. Еве, годинава има... Што би променил? Селекција ли би одел? Да. Имав покани да учествам на два еминентни фестивала. Едниот во Корчула, во организација на Хрватското книжевно друштво, и еден, значи во Хрватски, еден во бар во Црнагора, на кој од разни причини, и објективни и субјективни, не успеав да присуствувам. Значи, остана само Светославо во Бургас. Не е лесно да се оди на 3 фестивала во една година, тоа изискува и време, и пари на крајот на краиштата, нели? И стравот од ковид, ке се дружиш тамо со луѓе од разни земји, не е баш така едноставно, но доста е и толку. Кажи ми, што ти одзеде COVID-19 во творечка смисла, а што доби, бидејќи факт е тоа што имавме можност да бидеме во контакт со автори за кои што во живо можеби и никогаш не би се сретнале, токму поради онлайн средбите. Меѓутоа, што ти зеде, а што друго освен ова како придобивка можеш да го сметаш? Може ќе звучи збунувачки, можеби ќе звучи смешно, но јас овие успеси, оваа 2021 најмногу сум му благодарен на COVID-19, на пандемијата, бидејќи, како што веќе реков, таа состојба, таа пандемија отвори врати за нови контакти, за нови дружења, за нови пријателства, кои ми овозможија да бидам малку поактивен од порано. Ти даде ли простор за повеќе творење? Апсолутно. Повеќе си дома, не излегуваш во ресторани, во кафулиња, во кафеани, не одиш на гости, седиш дома, мора нешто да се прави. Освен социјалните контакти што ти ги намали, други некои негативности кои што му ги припишуваш на овој период? Знаеш, јас полека, но сигурно влегувам во водите на асоцијален тип, малку повеќе од, нели, порано. Ја си ја сакам во самата најубаво се твори, заради тоа не ми падна тешко многу пандемијата, не ми падна тешко седењето дома, бидејќи и ти си креативна личност, знаеш што тоа значи кога имаш слобода да бидеш дома, да го земеш пенкалото и да пишуваш. Јас најмногу љубам вака да ја пишувам поезијата, не на компјутер. Тоа е нешто многу интересно. Не, тоа е романтично, тоа е убаво. Ги чуваш ли ракописите од книгите? Ти стојат или? Знаеш, не си многу педантен во таа смисла? Ама апсолутно не сум педантен, но се надевам дека по фиоките утре задутре ќе ги најдам тие нешта, иако имам и фолдер, нели, во кој ги чувам некои од новите песни, кои здрави живи, можеби во 2022. Тоа ми е прашање и следна книга на македонски јазик, бидејќи редно е. Меѓутоа, кога зборуваме за следна книга, јас постојано потпрашувам. Имаш еден сериозен циклус на хаику поезија. Дали тоа би бил проектот, да речеме во наводници, што би се издал или... Можеби. Не си одлучил? Еве, една од придобивките од пандемијата на COVID-19 токму хаикуто. Јас хаику не пишував порано. Токму во овој период, во овие изминати 2 години, почнав да пишувам хаику и ми се биде интересна работа, зошто да не.
Ми се чини дека ти си од оние кои што имаат многу проекти започнато без да се свесни, а можеби и реализирано, но не се ставени меѓу корици. Така. Би сакала да те прашам зошто е тоа така. Еве на пример имаш сигурно една книга со анегдоти поврзани со Струмица, со струмичани, со животот во Струмица, со есеи. Со најразлични рецензии, затоа што тоа е една од твоите главни карактеристики, рецензент, промотор на книжевни дела. И што правиме со овие работи, незавршени, недовршени, недооформени? Зборувате со погрешна личност. Не сум многу амбициозен, тоа ми е мана. Тоа не е амбиција, тоа е едноставно, јас би рекла дури негрижа кон нас читателите, да речеме, затоа што тоа е веќе сработено. Тоа е сериозно мана, да не се лажеме, но јас во таа моја 40 години, можеби и повеќе години книжевна кариера, јас имам објавено само 3 книги. Некој ќе каже што има врска, некој станал познат само со една книга, но не е така. Зошто тие песни, тие афоризми, тие хаику, обиди, ги чувам во фиока и така натаму, значи не е така. Да, имам да кажеме, ако станам преку ног, ако на преминот од 2021 во 2022 година посакам од Дедо Мраз да ми донесе малку повеќе амбиција, оти јас верувам во Дедо Мраз, не знам за тебе, оти престанав да верувам во другите нешта. Се надевам зошто да кажеме да не во една година 3 книги, една со поезија, една со хаику, трета со тие анегдоти, некои други песни, Иван Котев. Да кажеме Вера и Венера и така натаму. Ке се согласиш ли? Дека ми наликува ова на идниот Иван Котев, човекот кој што собираше и во периодот кога остана слободен, почна да објавува. Во таа смисла. Така, во таа смисла. Јас едва сакам да бидам слободен од рано наутро кога ќе станам до доцна навече, за да пишам, за да објавувам. Оти штета би било тоа да остане скриено. Така е. Ми спомна за Дедо Мраз и за вербата во Дедо Мраз и јас би сакала овој разговор да го заокружиме со твојата желба за наследната 2022, но и она што еве си го зацртал и што можеш да го споделиш со нас за неа. Да, навистина ми е зацртано да таа 2022 година конечно пред јавноста да се појавам со нови книги. Каква ќе биде таа книга, 1, 2 или можеби 3, не знам. Главната желба ми е да сум здрав и жив, да ми е здраво и живо семејството, нема поголема желба од тоа, а потоа здравје едно по едно. Јас сум човек кој најмногу ја сака пролетта, па еве тие објави нека почнат да се случуваат од мај па натаму. Нека биде така и да имаме повод повторно да зборуваме. Ти благодарам. Дај Боже, нека биде така, ти благодарам и тебе. И вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Останете на програмата на Канал Вис.